По извозените 90 километри од Скопје до клучката за влез во Штип, се издвоивме кон Струмица. Патот од Штип до Радовиш е во лоша состојба. Не е добро обележен ниту со хоризонтална, ниту пак со вертикална сигнализација, освен 5 километри од рудникот Бучим до влезот на Радовиш. За разлика од патот Штип-Радовиш, делницата Радовиш-Струмица во најголем дел е реконструирана и одлично обележана. Ова е кружниот тек на влезот во Струмица од страната на Радовиш. До тука од Скопје стигнавме за некаде околу 2 часа возење со просечна брзина од околу 80 км на час. Тука сме за да се информираме за сообраќајните теми, а за таа цел ќе ги посетиме секторот за внатрешни работи во Струмица, потоа оделението за сообраќај од локалната самоуправа, како и испитниот центар во градот. Откако ќе ја завршиме работата во Струмица, ќе се упатиме кон Радовиш за и таму да се информираме за сообраќајните теми. Господине Илиев, кои региони ги покрива секторот за внатрешни работи од Струмица во делот на сообраќајот? Во делот на сообраќајот, секторот за внатрешни работи Струмица го покрива подрачите од Радовиш, Струмица, Валандово и Гевгелија, со полициски поделенија во наведените градови, а во Струмица со полициска станица за безбедност во патни сообраќај. Какви се податоците за 2014 споредбено со оние од 2013 година? Податоците споредбено со 2013 за разлика и 2014 имаме намалување на сообраќајните незгоди со загинали лица, со тоа што во 2013 имавме загинати 12 лица, а во 2014 имавме 9 до овој момент 9 лица загинати. Така да и во поглед на тешки телесни повреди на учесници во сообраќајот имаме намалување од околу 30%. Дали ова се должи главно на репресивни мерки или имате и едукација? Па во поглед на 2014 имајќи го искуството од 2013 имаме повеќе од репресивен дел, така да имаме изречени повеќе покани налози на наплатна глоба, со тоа што даде исто така некои добри резултати во поглед на безбедноста на сообраќајот, во поглед и на загинати и на тешки телесни повреди, во вкупната бројка на случаи сообраќајни незгоди. Одржувате сообраќајни поуки? Да, секојдневно по секоја акцијска контрола која ќе спроведува сектор за внатрешни работи во содејство со секторот за сообраќајни работи од Скопје, секогаш и во секоја акцијска има предвидени и акција за движење на пешаците и прекршици кои ги чинат пешаците. Со тоа што за секој што ги прекршат пешаците имаме и дел на сообраќајни поуки кој што изведува во полициските одделенија и во полициска станица за безбедност за патни сообраќај. Дали откако почна кампањата на владата почитувај ги правилата, почитувај го животот, има општо подобрување во безбедноста во патниот сообраќај? Да, секако има подобрување во поглед исто така и на употреба на сигурните појаси, во поглед на неприлагодната брзина и во поглед на почитување или на сообраќајните правила и прописи во сите сегменти на сообраќајот. А што е со употребата на мобилните телефони? Исто така и тука имаме некој подобрување со тоа што имаме изрекување повеќе прекршоци кои што ги чинат возачи кои што употребуваат мобилен телефон, така да и тука имаме едно позитивно преземање, на пример, позитивни резултати во поглед на некористење на мобилни телефони, кој што е еден вид исто така еден замајен дел кој што го употребуваат возачите при користење на возилата на пат, така да имаат невнимание и доаѓа до некои несакани последици при употреба на мобилен телефон. Но, значи, пак ќе потенцирам дека имаме подобрување и во тој дел, бидејќи се преземат континуирано такви мерки и према сите чинители во сообраќајот кои што употребуваат мобилен телефон. Што е со овие ранливи категории пешаците, велосипедистите и моторциклисти? За пешаците и за велосипедисти и за моторциклисти имаме исто така подобрување со тоа што имаме намалување и во незгоди, во учесници во незгоди и со прекршоци кои чинат моторциклистите на тој начин што веќе има подобрување поглед на регистрирање на моторните возила и со положен испит за управување на моторциклистите. Со тоа што и тока помогне и кампања на владата, кај што имаше веќе спроведена таква акција за полагање на до 14 годишни возраст бесплатно за мотоциклисти што ќе управат возачи. Каква ви е соработката со локалната самоуправа? Соработката со локалната самоуправа исто така на добро ниво со тоа што сите сообраќајни решенија или режими на сообраќај кои што ги утврдува во општината со наша согласност истите спроведуваат, така да кај што ќе се појави некој проблем, заедно дебатираме и така да ги решаваме во сите проблеми. Дали кружните текови го подобрија сообраќајот?
Кружните текови секако го подобрија, така да интенција и делот кај што има метеж или некое закрчување на сообраќајот, исто така да ги решиме на тој начин со кружните текови, така што на подрачјето на Струмица веќе гравитираат околу 5 кружни текови, каде што имаше тесни грла на пропуск на возилата, но сега во тој момент мислам дека е на многу добро ниво решен. Како е решен проблемот со паркинг простор? Веќе тука можам да најдем дека во последниот месец имаме тука во функција зонско паркирање во Струмица, така што метежот барем едно 50 до 60% е намален со тоа што веќе имаме и паркинг простор подземни гаражи и во трговски центар Глобал и зонско паркирање кај што е дозволено, значи паркирање од 2 часа со надокнада на СМС порака. Годишно во Европа 8.000 сообраќајни несреќи се предизвикани поради користење на мобилен телефон во автомобилот. Статистиките велат дека за 18% сте поспори и вашите реакции се исти како и ке пијан возач. А 20 годишен возач има рефлекси исто како и 70 годишен возач. Однесувај се совесно. Почитувај ги сообраќајните правила. За ваша и наша безбедност. Ние како предпријатие, јавно предпријатие Паркиралиште Струмица, може да кажеме дека сме задоволни со соработката со секторот за внатрешни работи СВР Струмица, поделение сообраќај, бидејќи секојдневно решаваме проблеми од заеднички интерес на граѓаните за подобрување на безбедноста во сообраќајот на сите учесници во сообраќајот. Посебно може да потенцирам дека во делот најновата мерка што ја воведовме во град Струмица, тоа е зонското паркирање, се воведе еден нов начин на паркирање каде на системски организиран начин се реши и контролира, може да кажам, контролата на паркирање во делот на сообраќајот во мирување, а не само на сообраќајот во мирување, туку и во сообраќајот во движење, како и пешаците и велосипедистите. Затоа секој се должи и одлична соработка што имаме со секторот, бидејќи секојдневно контактираме и решаваме спорни ситуации, со што се придонесува за подобар квалитет на живење на сите граѓани на општина Струмица. Имате ли пак служба? Пајак служба, да, имаме. Исто и со пајак службата соработуваме на делот вон зонското паркирање, каде по налог на сообраќајната полиција отстранува возила по тротоари, по зелени површини и на места што се не се дозволени за паркирање, пред пешачки, после пешачки и така. Често ли е појавата да се паркираат на недозволени места? Па има, да, често. Се појавува такви ситуации, но ги решаваме тековно. Имате ли нешто веќе планирано што го планирате практично за 2015 година? Па уште повеќе да продлабочиме соработката со полицијата, да ги избегнеме сите тие слаби точки, што можам да ги кажам така, слаби точки, за да може да се зголеми уште повеќе безбедноста за сите учесници. Ние ќе придонесеме со тоа со зонското паркирање, а исто така и ќе стимулираме и друг вид на транспорт, со пример дали со такси служба или со велосипедисти, за да се растарети централното градско подрачје, а и да се подобри квалитетот на живот и комплетната слика за градот Струмица. Има велосипедски патеки во градот? Да, има. И каква е употребата на велосипедот како превозно средство? Па сега за сега релативно ниска, можам да кажам, па затоа еве дел од зонското на пример може да ги натера да почнат да користат велосипеди. Едноставно Струмица е мала по површина, може да се стигне од еден до друг крај без проблем. Сега во зимско време секако не е толку корисно, да се надам во пролет и лето повеќе го користат граѓаните, а се разбира и за поздрав живот. Како сте задоволни од состојбите во сообраќајот во Струмица? Па за сега се е регуларно како што треба. Гледам дека некои пролази што беа се затворени, што е и корисно. По тоа што сега еве и новогодишни празници следуваат, така да се за безбедноста на луѓето што се стално во движење по градот. Вие главно се движите пеш? Па воглавно пеш. Имам и кола, али воглавно пеш. Дали возачите доволно ве почитуваат како пешак? Па да. Тоа може така глобално да се каже дека може. Може да мине. И се придржуваат на законските мерки кои
владата, односно Министерството за сообраќај ги донесува. Јас сум вас многу задоволен. Нема, мислам, не преченувате како што треба да се ода. Тешко е да кажам. Ние се пазиме, нели? Се гледаме лево, десно, да не сгаза нешто. Ве почитуваат возачите? Почитуваат не, јас сега, нели ќе станди, почитуваат не. Дават не рака, почитуваат. Ами не ги да се брзаме, ќе подзастанеме, ама они ни мајанат рака да тргнеме напред, почитуваат не, нешто да кажеме, се е убаво. Вие главно поминувате на пешачки премин? Поминуваме, ама нешто треба. Нешто треба и на семафорите внимаваме. Така внимаваме. Да гледаме која е убаво, која треба да се запомине за нас, си запоминуваме иначе. Јас сум задоволен, пошто седам ту на центар да гледам как се движи. Од она што можете да го забележите, бидејќи рековте ве живеете во центар, доволно се почитуваат сообраќајните правила и прописи? Па зависи од луѓето. Еве, например, кои луѓе не го почитуваат тоа? Главно младите се? Почитуваат повеќе младите. Младите и таксистите. Главно минувате на пешачки премин или знаете понекогаш да поминете и таму каде што не треба? Да, знаеме понекогаш и да поминеме така. Се варкаме много и затоа. А ако ве казнат? Па, Се случува ли такво нешто? Не се е случило до сега. Ако не казнат, друг пат нема да минам. На сообраќајот? Да. Па, како да ви кажам, сега добро е малку тука кога го затворија тоа нема толку застој и подобро се одвива, ама треба уште многу да се направи да биде приступачно за поготово за граѓаните. Шоферите не се дисциплинирани, не ги поштуваат прописите и ние малку сме ускратени у тај поглед. А сметате дека пешаците имаат доволно култура? Не. Јас долго години живеев на горе во Хрватска и знам што значи култура на живење. Тоа многу ни недостасува и треба на тоа да се поработи. Значи тоа го нема и во сообраќајот? Го нема и во сообраќајот. Трчат, претрчуваат, го нема. Еве тука ставија забрана, а колку пати гледам млади луѓе преку оградата скокат. Може да се случи нешто уште трагично. Затоа треба стварно и ние малкичко да бидеме по-внимателни, да ги поштуваме знаците, нормите на сообраќајот. Од неодамна воведено е во Струмица и зонско паркирање. Како сте задоволни од тоа? Па потребно беше. Беше голем хаос, не знаеше кој каде и како паркира, па сега мислам дека ќе биде тоа најдобро и се во најдобар ред. Бидејќи во Струмица и Срничка има многу возила, потребно е паркинг. А тротоарите главно ви се слободни за пешачење или има и возила? Се главно слободни, само да бидат почисти. Има ли можност за користење на велосипед, да речем? Има. Има трака обележена овде низ градот и ова е добро. Користите некое средство алтернативно, да речеме велосипед? Не, повеќе пешачи, но тоа подобро не. Сакате да ми кажете дека нема доволно сообраќајна култура? Нема, ни најмалку, на ниско е ниво. Да, меѓу возачите прилично добра. А малку пешачите се не културни, како да кажем, не изчекуват и избрзуват. Добро е, у целини на толку сообраќај, мислам посебно Струмица, го почитават и патников и нема некои брзи движење, сепак има некој ред. Добро е. Најбитно самите луѓе да го почитуваат, да не одат на црвено и така, иначе улиците се добро направени и добро е сообраќајот. Сметате дека недостига сообраќајна култура? Точно тоа, да. Тоа зависи најмногу од луѓето. Сметате ли дека овие кампањи што се водат поврзани со сообраќајот даваат плод? Да, дава. Се приметува тоа, да. А овие што се движат со мопеди, Да. прават проблеми во сообраќајот? Има како и секаде понекој сообраќај кај се мопеди, али добри се во целини. Повеќе ги има во руралните средини, што не се обраќа внимание на многу млади деца возат оние скутери, тие малите моторчина, што тоа не треба да таа многу лоша појава за мене. Јас сум во Клиш и тоа го пратам, а сигурно и на другите места ги има. На децата не треба толку мали да им се дава, па мопеди, па трактори им се дава и не знам. Господине Галабовски, какви се податоците од испитниот центар во 2014 година? Податоците
во однос на Б категорија, значи во период од 1.1.2014 до 20.12.2014 година се пристапиле на испит 2231 кандидат, од кои 1558 го положиле испитот, го завршиле испит. За М категорија на испит имаат пристапено во истиот период 54 кандидати, од кои 44 го положиле испитот. Продноста кај нив е 81,4%. За Б категорија, значи со 16 години за постари малолетници, имаат пристапено 17 кандидати, од кои 14 го имаат положено возачкиот испит. Кај нив продноста е 82,3%. Значи ли тоа дека овие млади момчиња доаѓа добро подготвени за возачки испит? Па со оглед на фактот дека еден од предусловите за пристапување кон возачкиот испит, односно и оспособување во автошколите, е оваа категорија на кандидати да бидат со одличен успех и примерно поведение во претходната учебна година. Сметаме дека продноста е на задоволително ниво и квалитетот како возачи, идни возачи, е на задоволително ниво. А што е со овие децава што полагаат за М категорија? Каква е тука состојбата? Па сметаме дека оваа бројка што ја спомнавме претходно од пристапени 54 кандидати на еве за малце цела година не е доволна бројка со оглед на фактот дека евидентно е секојдневно дека во сообраќајот, посебно во пролетните, летните месеци, ги има во значителен број и би требало таа бројка да биде зголемена, а со тоа со полагањето на возачкиот испит, со процесот на едукација сметаме дека ќе стекнат поголеми знаења и ќе бидат едни подобри, побезбедни возачи и учесници во сообраќајот. Најпрво за себе, а потоа и за другите. Да, во секој случај прво ќе бидат перманентно безбедни за самите себе, учествувајќи во сообраќајот, а со тоа и за другите учесници во сообраќајот. Митев, каква е општата безбедносна состојба во сообраќајот во Радовиш споредбено со 2013 година? Па, полициското одделение за безбедност на патниот сообраќај Радовиш бележи благ пат во делот на сообраќајните несреќи, за разлика од 2013 година, каде што за жал имавме и жртви во сообраќајот. Сега, до заклучно со ноември месец, па и до денешниот ден, немаме жртви во сообраќајот. Тенденција е на одделението за безбедност на патен сообраќај за што поголемо присуство на теренот наше за заштита на животот на возачите, патниците и сите учесници во сообраќајот. Во склоп на законските норми и прописи, во склоп со Законот за безбедност на патниот сообраќај, покрај превентивните мерки презимаме и репресивни. Во делот на превентивните мерки е зголемено презимањето на активности, во делот на предупредувањето, одржувањето на сообраќајни поуки, во кои што возачите, патниците во возилото, па и сите други учесници во сообраќајот ги повикуваме на сообраќајна поука, каде што им укажуваме за последиците кои што можат да настанат со непочитување на сообраќајните правила и прописи. Откако почна кампањата на владата почитувај ги правилата, почитувај го животот, дали општо е подобрена состојбата во сообраќајот? Да, со почнувањето на кампањата и со преземањето на мерките од наша страна, како одделение за патниот сообраќај, од страна на Републичкиот совет за безбедност на патен сообраќај, бевме и пофалени во тој дел, по тоа што Радовиш со анкетирањето и со
статистичките показатели покажат дека учество во сообраќај како патниците, така и возачите, значи околу 64% употребуваат сигурnosни појаси. А што е со мобилните телефони и алкохолот? Во делот на мобилните телефони имаме значително подобрување, бидејќи со самите кампањи кои што ги правиме и превзимање на мерките од наша страна и самите учесници во сообраќајот увидува колку се штетни и колку се опасни мобилните телефони за учеството во сообраќај и за предизвикувањето на сообраќајните несреќи. Во делот на алкохолот, значи презимаме зајакнати мерки, бидејќи алкохолот е на број 1 за сообраќајните несреќи, во кои што презимаме и понатаму ќе презимаме зајакнати мерки без разлика на учесниците во сообраќајот ќе бидат санкционирани за алкохолот. А што е со овие ранливи категории во сообраќајот? Возачите почетници во сообраќајот исто значи се презимат мерки и према нив, затоа што управувањето со возило после 23 часот го спојуваат со употреба на алкохолот, со што се предизвикуваат сообраќајни несреќи. Во тој дел сме исто ригорозни и таму нема место за предупредување, значи таму се оде со репресивни мерки, бидејќи со презимање на превентивни мерки во тој дел не постојат превентивни мерки, а репресијата си го кажува својата понатаму. Еве за крај, која е вашата порака, бидејќи се новогодишни празници, па божиковите празници, вашата порака до возачите? Нашата порака до возачите е да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Употребата на алкохолот да го сведат на минимум, да ги презимаат сите законски обврски како учесници во сообраќајот, се со една цел да ги заштитиме сите учесници во сообраќајот, да не се доведеме до несакани последици, бидејќи годината ни беше добра, имаме опаѓање во делот на повредени лица, опаѓање во делот на сообраќајните несреќи, да ја завршиме 2014 како со значителен пат, со тоа што во 2015 ќе се трудиме со наше поголемо присуство на теренот да биде уште подобро од 2014. Ние нашата работа во Струмица и во Радовиш ја завршивме. Вие уживајте во овие новогодишни празници и во божиковите празници кои што нас скоро предстојат и посебно сакаме да ви потенцираме да внимавате со употребата на алкохолот. Нели алкохолот и воланот не одат заедно. Екипата што ја подготви и реализираше денешната емисија ви посакува пријатен ден, а ние се враќаме за Скопје. Одиме.